чест на Светскиот ден на книгата 23 април, нашите ученици од Основното општинско училиште Ванчо Прекеделчево од литературната и драмската секција подготвија еден краток текст поврзан со книгата, па да ги слушнеме. Почитувани, проследете го нашиот перформанс од литературната секција во чест на Светскиот ден на книгата и на авторското право. Книга 21 век. Векот на технологијата. Напреден, но социјално мрачен. Сите гледаме со својот телефон. Пишувањето ни стана реалност, а лекнувањето слики навика. Другарите одат и доаѓаат, а имагинацијата ни доаѓа од филмовите. Кога екот на обврските е болка за нашите уши, имаме само едно место каде можеме да отидеме – книгата. Книгата е како сонце во бура, кој ни го осветлува денот, или како мед во чај, кој ни го заблажува чајот. Книгата представува водеч на животот. Тетрадка чии страници плачат и се смеат. Тетрадка на восјета, надежта, љубовта и тагата. Тетрадката на човечноста. Како често што може да се каже, книгата е прозорец кон светот, верувајте, така е. Книгата не учи како да гледаме од секоја гледна точка. Не учи дека во нашиот живот мора да има запирка и не учи што е добро, а што е зло. Книгата е бунарот на иднината и изворот на надежта и желбата. Светот денеска, 23 април, го прославува како символичен датум во светската книжевност и го одбележува Светскиот ден на книгата и авторското право, а во чест на двајцата великани на светската книжевност, Вилијам Шекспир и Мигуел де Сервантес, кои со своите дела го задолжија човештвото. Годинава, Светскиот ден на книгата се одбележува во вонредни услови и на специфичен начин поради пандемијата на коронавирусот и борбата од ширење на заразата. Затоа, во време кога светот е затворен и на луѓето им е ограничено движењето, дружењето со книгата представува еден од начините за олеснување на времето на изолација и самоизолација. Дружењето со книгата и нејзината моќ во оваа сеопшта затвореност може да се искористи за проширување на хоризонтите, за стимулирање на нашите умови и за креативност. 23 април, денот на розите, е неслучајно одбран како датум уште во далечната 1923 година во Шпанија, кога продавачите на книги меѓусебно се договориле да му искажат почит на познатиот автор, на Дон Кихот, Мигуел де Сервантес, кој починал токму на оваа дата. Идејата поттикнала менување на книги наместо рози, како што преповедала до тогашната традиција за празникот на розите. Во 1995 година ЮНЕСКО се решава да го официализира датумот како Светски ден на книгите, поради каталонскиот фестивал во Шпанија, смртта на Мигуел де Сервантес, но и смртта на Вилијам Шекспир. Ајде да разговараме за листата на книги во жанрот на историски роман, во контекст на класичната литература. Лав Толстој, Војна и мир, дело од учебната програма со оглед на интересите на младите. Вилијам Шекспир, Ромео и Јулија, трагедијата на љубовта на младите срца. Сезуална приказна за две благородни семејства во војната, кои беа подготвени да се жртвуваат за љубовта. Деца кои се наоѓаат на спротивни семејни поколенија на благородници. Александар Дима, Грофот од Монте Кристо, дело што речиси 2 века доведе до значаен пресврт во историските романи. Книга која е извор на неверојатно динамични сцени, заплет и емоционални доживувања. Арчибалд Кронин,
Замокот Хатер е роман за животот на шапкар мајстори, кои поседуваат моќ да ја уништуваат дивната среќа и среќата на семејството. Оноре де Балзак, Евгенија Грандер, Чичко Горион, книги кои можат да се обединат три животни приказни на несреќни луѓе. Секој тагува на свој начин, секој има своја трагедија. Поминати ни сите перипетии заедно со судбината на ликовите. Тоа е она со што авторот го привлекува читателот. За љубовта. Списокот на книги на оваа тема е огромен. Ние ги избравме едни од најдобрите од нив. Кристофер Горднер, Заговор Тудорс. Одличен роман за принцезата Елизабета. Љубовта и судот. Заговори, предавство и лојалност. Кортни Милан, Искушенијата на љубовта. Роман за тоа како саканиот цер ја сакаше куртизана и беше подготвен да направи нешто за да биде со неа. А жената имала своји планови за нивната заедница. Таа имала намера да го уништи неговиот живот. Даунтон Манор, Љубовница. Роман. Продолжение на сакани дела на Манор, од кои и романот почеток. Наративот за тоа како склучениот договор може да се претвори во најпознатата интензивна љубов на земјата. Михаил Шукин, Црнобуран. Романот е продолжение на познатите дела Кралец на конј, за љубовта и комплексноста на граѓанската војна. Патриша Потер, Моња. Роман на еден млад американски писател, кој ја доби наградата за неговиот најдобар роман за војната. Победникот, наградена меѓу книгите кои добиле најголем број на позитивни критики. Производ на Кристофер Гортнера, Заговор Тудорс. Читателите признаа дека поседува свеж пристап на познати приказни и ценети моменти во сензуалната љубовна приказна. Меѓу читателите ги има многу луѓе кои не сакаат само да се нурнат со книга во минатото, но исто така да се вознесат во доживувањата на брзиот заговор и авантурите. Артур Конан Дойл, авантурите на Шерлок Холмс, снимен многу пати, но одличен и неспоредлив детектив. Джеймс Клавел, Шокун, авантури на храбар морнар на англиски јазик во сликовит приказ на Јапонија. Борис Акунин, авантурите Ераста Фандорина, серија на детективски романи на авантура од светски познати сонародници. Неговите книги се преведени на повеќе јазици и е многу популарен и во Русија и во странство. Ерих Марија Ремарк, Триумфалната капија, приказна за човекот и антифашистичката војна. Жил Верн, 20.000 мили под морето и пат околу светот за 80 дена, пон со авантурите за двете деца и возрастните, за историјата на животот на пуст остров, каде што војата на судбината ги возвишува хероите, но ги опишува и нивните падови. Од македонската литература. Од првата генерација македонски писатели, како што се Славко Јаневски, Владо Малески, Блаже Конески, Стале Попов, Ацо Шопов, Гане Тодоровски, Ѓорги Абаджиев, Иван Точко и други, па се до современите Ѓорги Барбаровски, Петре М. Андреевски, Влада Урошевик, Добре Тодоровски, Владимир Мартиновски, Богомол Ѓузел, Радован Павловски, Никола Манчиров и другите, современата македонска книжевност изобилува со плодни
македонската поезија се кријат неверојатни љубовни стихови кои допираат и до срцата на најтврдокорните. Ова се дел од нивните искажани пораки. Ништо не е повидливо и ништо не е поприсутно од твоето отсуство. Петре М. Андреевски. Спијачите си спијат, сонуваат само сонувачите. Влада Урошевиќ. И мојата душа нека биде твоја, а моје да биде твоето лице. Ацо Караманов. Ки те предпотам на вечна љубов и вечни времиња. Ки те љубам и губам и во пости и пред гости. Само да ме сакаш. Петре М. Андреевски. Па сепак, окото и убото се прак на надежта, што она ја засолнила. Гане Тодоровски. Не иди, зашто жалосна би била. Колку да те копнеам, се ледам. Блаже Коневски. И ништо не ми расправај, ништо не ме прашувај, да биде тишина. Гого Ивановски. Се повеќе има жени со зелени очи. Се повеќе возови што не доаѓаат на време. Влада Урошевиќ. Дојди, свој сме, и јас глад, а ти прекор, обајцата до корен, она што сме. Славко Јаневски. Два конца парај, од срцето драги. Едниот црне, а другиот црвен. Едниот буди морничави траги, другиот копнеш и светол и стрвен. Блаже Коневски. Ги разклопувам очите, во мојата уста твоето име, наместо Господовото. Кочо Рацин. Ке ме сотрат еден ден, чинам. Или убавите жени, или лошите вина. Гане Тодоровски. Патував долго, патував цела вечност, од тебе до мојата небидина. Ацо Шопов. Сама себе си врата, сама себе си клуч. Анте Поповски. Голапче мало хубаво, голапче златокрилесто. Кога ти дојде при мене, кога в часот побегна. Константин Миладинов. Твојата молбена закана, твојата лукаво снежна и сите твои сладки измами ги знам. Ацо Шопов. Ке влезам тивко, кротко ке си седам крај тебе. Во мракот втренчен да те гледам сам. Никола Вапцаров. Еден ден ќе се сретнеме, како бродче од хартија и лубеница што се лади во реката. Никола Маџиров. И секако на крај, неизбежно е да ги споменеме нашите роднокрајни автори кои со своите дела се промовирани и се наши автентични дела за спомените и вистинските настани на времето во кои твореле во нашиот град. Трајан Гоцевски, Димитар Узунски, Васил Маневски, Перса Стојанова, Велко Ивановски, Билјана Попова, Павлина Ѓоргиевска, Јупчо Ѓоргиевски, Ванчо Омеаџиски, Славчо Десподовски, Билјана Начовска, Андреј Волкашин, Спиридон Митевски, Маја Цврдачка, Дијана Петрова, Пети Арсовска, Кети Ангеловска, Миле Ѓоргиевски, Сабри Демиров, Драган Арсовски, Стефан М. Манасиев и простите ако некого заборавивме. И за крај, сакајте ја, читајте ја книгата и бидете среќни во ова време невреме.
Тука јас разбирам таа старица и одише и извличокме. Кога слушна нема миг. Влезе во. Има многу убави книги. Јас секој ден читам по една.